Здраво, дечки! Денес се погоди времево како да сум во Англија, врнежливо, магловито. Значи, окей, идеално за снимање, под наводници. Но, тоа се погоди бидејќи денес возиме британски бренд. Не значи дека тоа што имам британски бренд и дека исто како времево е малце потмурно. Баш напротив, многу добар бренд, многу светол бренд на пазарот, светол бидејќи ќе донесе една нова свежина. MG, верувам дека голем дел од вас знаат, MG е стар британски бренд кој што има произведено на неколку култни модели кои што се доста популарни особено денес. За жал со текот на времето MG како бренд поминува низ некои потешкоти и доаѓа до купување неодамна на кинески бренд да го откупи MG. Сега ќе си кажете повеќе кинески бренд. Не е кинески, делумно. Сепак си ги има тие некои британски корени останато, бидејќи за разлика од некои негови кинески конкуренти се разликува многу во квалитетот и особено во деталите. Ќе го видиме тоа за кратко. Сега сакам да поставам едно прашање уште на почеток. Дали MG ќе направи клучни измени само поради тоа што нуди добра цена од 20.000, се конкретно зборам за овој модел, овој екзекутив и некое средно ниво кој што го нуди Мида Гранд кај нас. 20.600 евра со 7 години гаранција или 150.000 километри, што за почеток е одлична понуда, но фалат некои работи за мене кои што сметам дека може би требало да ги има и тука и во оваа опрема и во оваа понуда. Тоа се некои безбедносни системи и некој дел од опрема. Ајде сега ќе видиме околу практичноста. Мислам идеално за 20.600 евра добивате добар кросовер кој што изгледа првенствено одлично од секој можен агол. Добро, во моментов е доста Балкан бидејќи времето не е до мене. Но во поглед на практичност, за разлика од нешто друго што можете најдете на пазарот, нуди 470 литри багажен капацитет. 470 литри. Феноменално, одлична бројка. Буквално можете да ставите куфери за целото семејство и да патувате каде да посакате. Што ми се допаѓа кај багажникот, тоа што од двете страни имате две остави кои што се плюс дополнителни за се што ви треба да одложите. Сепак да го имате нели целиот багажен простор. Оваа даска тука доле се поставува на две нива, едното е да се направи рамна со ивицава на браникот, другото е како и сега подлабоко и одоздола има простор за резервно тркало, што во моментов нема, и нешто што ме разочара, ги нема моите омилени кулки за качалки. Нема, зошто? Тоа е практично, потребно е. Ја го сакам. На задниот дел тука стварно неочекувано за мене, бидејќи има доволно простор за нозете доле, за главата поприлично имам простор. Сега морам да признам и дека се диштава се удобни, дека се чувствувам убаво и комфортно, дефинитивно комфортно за на подолги патување. Не верувам дека тројца патници ако се возат ќе биде удобно на тој што ќе седи тука на средниот дел, не дека нема простор за главата, гледате дека има, за нозете окей. Ми се допаѓа тоа што тунелов не е превисок, не е ни преширок, но можете ги ставите нозете тука до згора за не се пречи од страна, но може и да се спуштат покрај тунелот, како вас ви одговара. На средниот дел сега тука пред мене гледам дека има два USB порта, што е одлично, многу негови конкуренти тоа не го нудат, а е потребно, реално е потребно, и една мала остава тука за веројатно за телефон. Да, ова е имитација на кожа, убава имитација, убаво се чувствам, има некој така премиум чувство. Одиме сега напред да видиме што нуди MG напред и зошто кажав сега на почеток дека ми фалат некои работи. Тоа е вака. Ајде. Изгледа феноменално. Стварно убаво, модерно.
Fake карбон во делов од кожа не сум голем фан, искрено знаете, дека во ниту една епизода не сум голем фан на фейк карбон, особено па тука со кожниот елемент малце ми е не знам, чудно, но во ред се си има вкусови, искористени се многу меки материјали, за разлика од неговите конкуренти, како што кажав, доста внимавале на детали, пример сите овие тука отвори од вентилацијата се толку добро направени, чувството кој користите не баре како во Volvo, толку внимавале на деталите. Убав волан, стварно се е убаво, Гледате дека имаме огромен екран за инфозабавниот систем, 12 инчене, огромен е, стварно секоја што поставиле волку голем екран, бидејќи е многу попрегледно неговото користење. Дигитален дисплеј има тука пред возачот, функционален е, практичен е, доле се поставени два USB порти со 12 волтен приклучок за струја, една мала остава за телефонот. Тука се под екранот некои копчиња кои што се функции од целиот инфозабавен систем, тоа значи клима, радио, навигација. И лесно и практично е за користење. Ми пречи тоа што за климата нема некој уште еден шорткат низ менито, туку кој ќе се притисне стои само така, па малце дур возам, би сакал да биде поедноставно. Може и да биде поедноставно тука што ги поставиле копчињата за вентилација, за температура, но некако кој ќе се уклучи, кој ќе притиснете нека команда, се уклучува тој дел од системот и така стои. Ај сега вака, многу работи ви спомнав. Нешто што ми пречи што нема е паркинг камера. Нема паркинг камера во оваа опрема. Имате паркинг сензори, се функционални, точни, прецизни, бркаат работа и тоа само позади има, нема напред. Но во оваа опрема, за да ги победи сите конкуренти, би било потребно да стават паркинг камера. Нема, за жал. Друга работа што приметив, а сега тоа ќе биде кој ќе возиме, нема безбедносни системи како lane assist, brake assist, имате темпомат, гледам, тоа е супер, лесно се користи. И другото искрено во глобала е стварно убаво тука внатре. Воланчево стварно многу ми се свиѓа, особено логово на MG, убаво му лежи тука. Убаво е комфорно, уште еден дел од практичноста. Две остави за шишење, супер, голема остава тука под наслонов за раката, практично и да, убави седишта, убаво, се е убаво вака склопено, време сега да се провози. Пред да дојдам до работите што мене ми пречат, ајде да кажам што е жива вистина. Жива вистина е дека MG ZS е стварно многу добар, многу стабилен, многу комфорен автомобил, многу прецизен. Не го кажам ова сега бидејќи реклама или било што. Не, стварно, MG ZS ме изненади. Видете, повисоко возило се чувствува клатење, нормално, против гравитацијата не можеме да избегаме, но сепак не е толку истакнато како некои негови други ривали. Што значи тоа дека на поголеми брзини, на поголеми кривини, вие нема се чувствувате како на брод, нема да добиете морска болест. Друга работа, тоа што не очекував дека на автомобил во оваа класа, за оваа цена, ќе нуди толку добри контроли кои што ќе ги слушаат сите наредби на возачот. Ме изненади. Ајде не кажам вака, па да ме разберете погрешно, но стварно забавно е возењето, забавно е за едно нормално градско, нормално семејство, нормално возење. Значи, да не претеруваме сега во екстреми, но една нормала, ако задржите со ZS, стварно имате многу добар автомобил. Друга работа што многу ми се допаѓа, 5-степениот мануелен менувач. Очекував да е 6-степен, но нема врска. Во понуда со другиот мотор во Мида го имате тоа на располагање, но тука конкретно толку добар. Одамна не сум возел волку краток, волку прецизен менувач. И нешто што многу ми се допаѓа кај ZS е уште првиот момент и јас и сите други што периодов има шанса да го видат ZS со мене,
е тоа што првата работа што беше приметена е како да се чувствувате да го имате возено години. Го знаете феноменално и тој ве знае вас феноменално. Многу лесно прилагодлив автомобил. Под хаоба имам на располагање во моментов 1,5 бензинец, не е турбо, 106 конски сили произведува, во ред перформанси за урбани средини и за едно нормално возење, како што кажав. Но ако почнете да возите на ридско-планински патики или, мислам, ридско-планински ако живеете на некој повисоко место, како што живеам јас, пример. Ако патувате со повеќе патници внатре, ќе осетите дека му се потребни малку повеќе перформанси или бар турбо. Бидејќи не е страшно, ако пак ќе кажам возите нормална воžnја, не е страшно, но се чувства дека на ЗС му треба малку повеќе снага за да не се малтретира. Не е некој големо малтретирање, но наставно зошто да не го избегнете тоа кога се може. Но од друга страна многу малку троши. Во моментов на некои мои 500 км изминати троши 6,6 литри. Комбинирана 6,6. На отворено ми трошеше околу 4 литри, во град успеав да го спуштам околу 6,1, но еве со малтретирање нормално при тест сакате да пробате повеќе работи, да видите како ќе се однесува возилото, за да можам да ви кажам на вас повеќе работи. И еве сега како баш во моментов со малку повеќе малтретирање, 6,6 е пак идеална бројка, така да браво за MG, бидејќи ваква бројка не се наоѓа секаде, особено на бензинец. Сега, работите што ми фалат, што ми пречат се технологиите. Очекував дека за 20.600 евра ќе имам возило, се нормално, поевтина цена, но еден бренд кој што треба да даде многу силен удар во ребра кај другите модели. И очекував дека и во овој пакет ќе имам паркинг камера, дека ќе имам безбедносни системи како задржување во лента, автоматска кочница, не дека ви се неопходни. Освен камерата. Камерата ми е стварно неопходна. Сепак е габаритно возило и потребно да знаете што се случува позади. Но другите системи не се толку неопходни колку што гледам јас, нели, секојдневно со сите возила што ги имам на тест, гледам дека се практични. Технологијата е сепак тука да ни помага, да ни олесни секојдневието. Но ако сте од оној тип на возачи кои што едноставно не се замарате со такви технологии, не ви се ни потребни, нема ни да ги користите, тогаш ЗС е стварно фантастичен модел. Конкретно овој пакет е фантастичен модел за оваа цена, 20.600 евра, за 7 години гаранција, автомобил кој што изгледа вака како што изгледа и внатре и надвор. Тогаш стварно е идеален, не ви треба ништо повеќе, бидејќи убаво вози, имате убава контрола, добро изгледа, едноставно стварно многу добар пакет. Ете, тоа се трите работи мене што ми пречат, а можеби на вас не. Затоа видете го во салон, видете го, искусете го и вие лично. Јас ова сега што го гледаме мое лично барање и искуство со него, така да не значи дека ако мене ми фалат тие работи, дека и на вас ќе ви се потребни. Секако дека наскоро ќе имам на тест и некои други модели на MG, а исто и ZS ќе имам со повеќе опрема, така да следете ме, направете subscribe за да ги видите и тие модели. Мислам дека тогаш ќе сменам целосно мислење јас на уште попозитивно. Мислам дека тогаш ќе станам голем фан на MG, бидејќи со овие работи што сега ми фалат, ако ги понуди тогаш, ќе биде дефинитивно светлата точка на нашиот пазар, бидејќи мислам, не дека нема добри модели, има одлични модели во конкуренција, но за оваа цена ќе биде многу добро.
Океј, направете subscribe и се гледаме наскоро. Чао!